Poštovani gosti, dame i gospoda, се поздравувам во името на градска библиотека Браќа Младиновци. Денес е промоцијата на најновата книга од Ангелина Маркус, Аристотел Македонец. Јас го канувам актерот Петар Димовец да прочита нешто од книга. Славата на Македонија се темелела на Аристотеловата наука, философија и школите. Аристотел е сврзнато ткиво од минатото кон иднината. Во тој во македонската држава трајно втебен модел на образовен процес и систем и го насочил кон сите идни царства да го спроведуваат на ист начин. Тој македонски модел е застапен и кај Персеј, и кај Антиох, и кај Клеопатра, а и понатаму кај верните продолжувачи на македонските традиции по науката, уметноста и философијата. Аристотел поседувал остра и брза мисла, злабок ум и меморативност во градењето на научната методологија, за да може да ги согледа и поврзе законите за светот по целина. Така им служел за единство меѓу царот, фалангата и народот, науките и уметностите на тој свет каде што припаѓал како македонец. Македонците од сите страни на светот собирале податоци за Аристотела, за неговото научно истражување. Аристотел и Александар оставиле во наследство база за да продолжат да се развиваат философијата, науката и образованието. Сите македонски философски школи се поврзани со македонските цареви од Александар, Птоломеј, Селеук, Антигон Гонат, Деметрије, Касандар, се до Марко Авелие, самиот цар, мецена и философ. Истата традиција продолжува кај Персеј, Јустинијан и православните македонски царски куќи во средовековието. Сите тие се дел од Аристотеловата научна мисла. Времето во антиката го одбележува македонското царство, ораторите, философите и најславните луѓе со енциклопедиско знаење како Ѓорѓија, Демокрит и Аристотел, во соработка со Архелај, Филип и Александар. Сите други философски школи само ја продолжуваат истата традиција во проширеното владење на македонците во Александрија, Пергам, Антиохија или цела Европа. Целиот среден век во схоластичката теорија и теологијата го третира Аристотела како авторитет, зашто нема поприкладна аргументација да ја образложи религијата. Ренесансата била возобновување, но на што? На македонското антитеза и синтеза. Тоа е диалектика на диалозите. Енгелско антидивен греко. Аристотел е најуниверсалната глава што ги проучила најбитните форми на диалектичкото мислење. Најпрво да ги поздравам сите присутни и да благодарам